Велешките гемиџии денеска се на втората етапа од 16-тото издание на Вардарската регата. Пловат од војниот камп Криволак до Демиркапија. Рутата поминува покрај термоелектричната централа во Неготино. Според контактите кои ги направивме со дел од учесниците, велат дека пловидбата се одвива во најдобар ред. Организаторите се задоволни, дисциплината е на потребното ниво и не очекуваат никакви проблеми. Мислам дека ќе одиме се по планот и нема да имаме никакви проблеми, имаме доста вода, нивото на реката е веќе задоволително, така да мислам дека нема да има никакви проблеми. Многу задоволни се и поискусните членови на гемиџиите, кои за прв пат управуваат со реплика на оригиналните гемии. Чамецот е дрвен, тежок и гломазен, но споредбено со сплавот е многу полесен за управување и тоа дава оптимизам дека без проблеми ќе стигне до целта во Гевгелија. Еден од неискусните кајакари, Владо Стојанов, објаснува дека димензиите на гемијата се направени така да таа може да се протне под сите мостови. Ја пуштивме во вода, ја да ви кажам право воодушевен сум од самата гемија и од нејзиното држење на вода. Многу лесно се управува, иако е многу тешка. Гемијата е реплика на старите гемии, во скратена форма малце, моравме да ја скратиме, на сите морам да им кажам тоа, заради тоа што приликите на Вардар не дозволуваат гемијата да биде пошироко од 2 метра и 2-30 сантима. Затоа што во Демиркапија, во еден дел кај што мораме да поминиме, просторот е тој. Нема повеќе и затоа ја скративме некаде 30 на 35% од оригиналната верзија. Утре на третата етапа, гемиџиите ќе ја поминат делницата на Вардар од Демиркапија до село Марвинци. Бактериолошки и хемиски неисправна е водата во дел од селските водоводи, чешми и бунари во градот и околните населени места. Ова го потврдиле последните анализи на Центарот за јавно здравје, кои биле направени по наредба на Министерството за здравство по обилните дождови. Според лекарите, 25% од испитаните селски водоводи, чешми и бунари во Велешко се бактериолошки неисправни, а 10,3% пак се хемиски неисправни. Кај некој од нив е утврдено присуство на нитрити, па дури и заматување на водата. Освен на селските чешми и бунари, анализи се направени и на природните чешми во градот. Во нив е утврдено присуство на бактеријата Ешерихија коли. Од Центарот за јавно здравје велат местното население има одбрана на таа бактерија и не може да го загрози здравјето на граѓаните. Ние како местно население имаме веќе развиено одбрана против таа бактерија и не ни штети и да пиеме. Меѓутоа, оние се сеќавате во Папрадишка колонија кога дојдоа луѓето, тие што се местното население имаат одбрана против таа бактерија. Меѓутоа, дојденците немаат и одма се појавуваат тие цревни заболувања пропратени со некаде само со проливи, некаде и со повраќање и со температура, во зависност од тоа колку кој организам е способен за одбрана. 100% исправна е само водата од градскиот водовод, тврдат од Центарот за јавно здравје. Единствено само таа е хлорирана и е исправна за пиење. Во селата се изградија водоводи, меѓутоа не се поставија хлоринатори. Водата во селските водоводи и во малските чешми најчесто не е за пиење, во незе е присутна бактеријата Ешерихија коли. Од Центарот за јавно здравје препорачуваат граѓаните да ја пијат само водата од градскиот водовод, а доколку сакаат да ја користат водата од останатите локални или селски водоводи, претходно да ја превриваат. Во Велес Неделава има 67 слободни работни места. Според статистиката која ја објави Агенцијата за вработување, 26 фирми имаат потреба од ангажирање на работници на определено или неопределено работно време. На пазарот на трудот оваа седмица најмногу се бараат продавачи и возачи. Дури 7 фирми вработуваат лица кои ќе управуваат со автобус, такси или товарно возило. Вкупно потребни се 37 возачи. Во градот се бараат и 11 продавачи. Потреба за ангажирање на работници од овој тип има дури 9 фирми, главно помали продавници, најчесто бутици. Освен овие, во градот има слободни работни места за вработување во градежништвото, се бараат архитекти, градежни инженери или општи работници. Компаниите најчесто нудат почетна плата од минимални 8.800 денари.
Превентивните здравствени прегледи ги даваат првите резултати. Кај поголем број пациенти се откриени шеќер во крвта, холестерол, срцеви болести. Фондот за здравствено осигурување и Сдруженијето на приватни лекари ги објавија неофицијалните резултати од проектот кој почна пред половина година. До сега превентивни прегледи се направени кај половина од населението во државата. Благодарност на сериозноста, професионалноста на нашите матични лекари, денес 6 месеци после почетокот на првата превенција веќе дискутираме за позитивни случаи, за случаи кои што благодарение на овие мерки, на овие прегледи кои што ги направиле матичните, наскоро како фонд ќе излеземе со статистика и на спасени животи или рано детектирање на одредени заболувања. Матичните доктори имаат направено на вистина голем чекор во однос на активностите кои што ги превзема оваа година во договор со фондот. Направена е превенција на 50% од населението во Република Македонија, од нашите пациенти кои што ги имаме како осигуреници. Сите матични во однос на својата активност даваат лабораториски ливчиња и со тоа се откриени голем број на случаи каде што постојат патолошки моменти во однос на кардиоваскуларниот систем, височина на нивото на шеќерот во крвта кај нашите пациенти и во однос на нефролошките заболувања. Фондот за здравствено осигурување го презентираше и проектот за дежурства на матичните лекари. Од август дежурна служба во сабота има во 15 градови во државата. Практично од скоро, а најбрзо во Охрид, Струга и Гевгелија, бидејќи дојране ова се три, да кажам, атрактивни летни атракции каде што на нашите туристи треба да им обезбедиме континуирана здравствена заштита, значи најбрзо во овие три здравствени градови, а од август во сите останати градови, во здравствените домови, во секој пункт на здравствениот дом ќе има дежурна служба организирана од матичните лекари во саботи до 7:30 навечер. До сега приватните матични лекари дежураа само во Скопје. Советот на општина Велес позитивно одговори на трите барања за одобрување на финансиски средства од буџетот за потребите на дел од граѓаните на Велес. Првото барање го упати кајакарскиот клуб Вила Зора, затоа што една нивна надпреварувачка ќе настапи на Европското првенство во кајак на диви води, кое ќе се одржи во Скопје. Советот како помош и одобри 10.000 денари. Кристина Бабунска, која ќе настапува на Европското првенство за сениори, кој ќе се одржи во Скопје од 3 до 6 јули. Надпреварувачката ќе учествува во категоријата К1, односно кајак едносед слалом. 10.000 денари Советот додели да основното училиште Васил Главинов за поддршка на една нивна ученичка која ќе настапи на 18-тата Балканска олимпијада по математика. Кон ова се приклучи и градоначалникот, кој од неговиот буџет додаде уште 6.000 денари. Нивна ученичка која има освоено сребрен медал по математика и со тоа се стекнала со право за учество на 18-тата јуниорска Балканска олимпијада како дел од македонскиот тим. Советот на општина Велес најмногу 80.000 денари им додели на едно семејство од населбата Рамина. Тие претходно со сопствени средства направиле армирано бетонска конструкција со која својата куќа и останатите објекти од истата линија ги заштитиле од слекување. Сега парите кои ги потрошиле, според договорот, општината им ги враќа во целост. За неговото поставување било разговарано и со службите во општина Велес, каде било договорено странката сама да го финансира изградувањето на овој потпорен зид, а средствата дополнително да бидат вратени во целост од буџетот на општина Велес. Ваквата поддршка на граѓаните е редовна пракса на Советот. Надлежните коментираат дека секој што врши промоција на градот надвор од границите на општината може да побара.